Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Општина Прилеп ги додели наградите за најдобрите маски од меѓународниот фестивал Прочка 2026. Пазарната инспекција во Македонија за една недела изрекла 89 казни во вредност од над 2,9 милиони денари. Растат трошоците на живот, покажуваат податоците од Државниот завод за статистика. Театарот Војдан Чернодрински подготвува нова представа. Времето денеска сончево со мала локална облачност. Урбан маркетинг. Држи се до кралските манири и уживај во кафана со Крали Марко. Пиво за уживање. Осигурајте ја вашата иднина со компанијата на која и верувате. Локацијата е нова, а довербата сигурна. Протектор, друштво за застапување во осигурувањето Прилеп, на нова локација во близина на Чумовчанец на улица Сотка Ѓорѓиевски број 38. Ние сме друштво за застапување во осигурувањето Протектор. Соработуваме со компаниите Винерлайф од областа на животно осигурување и со Македонија осигурување од областа на неживот. Протектор, ваш заштитник од ризици со полиси за животно и имотно осигурување. Нудиме полиси за автоодговорност, зелен картон, патничко осигурување, каско осигурување, имотно осигурување, здравствено и животно осигурување. Ексклузивни застапници сме за истоимената полиса за животно осигурување Протектор, која може да ја добиете исклучиво кај нас. Посетете ги на новата локација, проверете на веб или на Facebook страната Протектор, друштво за застапување во осигурувањето Прилеп. Телефон 073 555 006 во близина на Чумовчанец. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Во големата сала на општина Прилеп денеска беа доделени награди и признанија за учесниците и најдобрите од меѓународниот карневал Прочка 2026 за двете дефилеа, детскиот карневал и главното дефиле. Градоначалникот Дејан Продановски додели ваучери за патувања за идни карневалски настани. Сметаме сите заедно во локалната самоуправа дека направивме еден сериозен исчекор во враќање на квалитетот на карневалот, го вративме и интернационалниот момент кај него, добивме поприлично гости на овој карневал и се надевам дека до година уште поуспешно ќе биде организиран во име на транспарентност и оно што го правиме како нов состав на локалната самоуправа, да кажам дека буџетот од милион денари кој што беше предвиден за организација на овој карневал, за пречек на гостите, за сместување, за организација на сите пропратни настани околу карневалот стигна и се задржавме во рамката, значи карневалот Прочка, да ги информирам граѓаните, го чинеше градот милион денари и сметам дека тоа е една скромна сума за едно вака голем настан кој што се организираше. Ќе доделиме скромни награди на добитниците. Наградите ќе бидат во форма на ваучер за патување, односно за нивно представување на карневали или на покани за карневали каде што виднина би требало да учествуваат. Како што каже градоначалникот, ќе патуваат во нашата и надвор од нашата држава, веќе имаме покани за да се представат на останатите карневали во регионот. Секако карневалот е голема манифестација, значи не само што ја зачува традицијата и ја пренесува во идните генерации, туку тоа представува и една друга димензија, односно туристичка атракција и ние сакаме и да се движиме во тој правец, значи да го зголемиме таа нота и карневалот да се развива во правец на туризмот и привлекување на што поголем број посетители, не само нашата, туку и од соседните држави. Во периодот од 2 до 8 март 2026 Државниот пазарен инспекторат изврши вкупно 492 инспекциски надзори низ целата територија на државата. По спроведените контроли издадени биле 89 прекршочни платни налози во вкупна вредност од над 2.900.000 денари.
Најголем број платни налози се издадени по Законот за финансиска дисциплина 50, по Закон за угостителска дејност 8, по Закон за трговија 13, како и по Закон за метеорологија и инспекцијски надзор по 4 платни налози. За останатите закони во некои случаи биле изречени опомени или не биле издадени прекршоци. Инспекторатот истакнува дека надзорите се спроведуваат континуирано и во согласно со законите и плановите за работа, а дополнително се постапува и по пријави од граѓани и институции. Во наредниот период, врз основа на изречените 20 опомени, ќе следуваат контролни надзори. Целта е да се обезбеди доследно почитување на законската регулатива и заштита на правата на граѓаните, информираат од Државниот пазарен инспекторат. Растат трошоците на живот, покажуваат податоците од Државниот завод за статистика. Државниот завод потенцира дека растот на трошоците е резултат на повисоки цени во повеќе сектори, а инфлацијата продолжува да ја засега домашната економија. Во февруари е измерена инфлација од 2,9%. Во февруари 2026 трошоците за живот во Македонија бележат умерен раст, покажува најновиот извештај на Државниот завод за статистика. На месечно ниво трошоците се зголемиле за 0,2%, додека на годишно ниво растот изнесува 2,9%. Индексот на цените на мало покажува дека земјоделските производи на месечно ниво се поскапи за 0,7%, а алкохолните и безалкохолните пијалоци за 0,5%. Сепак некои категории покажуваат намалување. Трошоците за покуќнина, опрема за домаќинството, здравствена заштита, транспорт и комуникации се пониски за 0,2 до 0,8 во споредба со јануари. Во театарот Војдан Чернодрински се подготвува представата Саатот од Лидија Митовска-Ѓорѓиевска во режија на Кристина Димитрова. Костимографија и сценографија Благој Мицевски, музика Филип Јездич и Томе Темелковски. Игра Димитар Ѓорѓиевски, Наташа Ачански и Филип Јездич. Саатот е интимна трагикомедија со апсурдни и постмодерни драматуршки елементи. Двајца актери на сцена ќе ги играат лицата на Вера и Јован, плюс уште еден актер музичар ќе го игра персонифицираниот Ѕиден часовник. Улогата на часовникот ќе биде да покаже повеќе аспекти од животот на новото време. Представата е дел од програмата за работа во 2026 година на театарот Војдан Чернодрински, поддржана од Министерството за култура и туризам. Премиерата е на почетокот на април. Временска прогноза. Времето денеска сончево со мала локална облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Во Прилеп минималната температура се спушти до -1, а максималната достигна до 16 степени. До крајот на работната недела ќе се задржи стабилно и тивко време со пораст на дневните температури. За време на викендот времето ќе биде посвежо со услови за слаби врнежи од дожд. Временска прогноза. Следевте Пелагониска хроника вести, продукција Радио Пела, март 2026. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески.